Македонија се изгуби во производството на сирење. Толку фалениот национален производ од Малешевијата, овчеполе, осогово и други региони во маркетите го има се помалку. Зошто драстично опадна производството на сирење? Прво се должи на намалениот број на сточниот фонд. Потоа, сирењето си бара многу обврски, време, хигиена, работа дополнително. Знаеме дека во сточарството нема доволно работници, работна рака и кога земјоделецот сточарот е обврзан да ги чува овците, да оди со стоката, нема време да прави сирење, тоа му создава дополнителни работни обврски. Ова не значи дека убавото домашно сирење не може да се најде, но прашањето е колку тоа е конкурентно со сирењето од увоз. Например, сирење од увоз има и за 200 денари, цена по која нашето не може да се купи ниту случајно. Ова значи дека толку важниот производ, ценовната трка, сепак ја губи. Да, покачено е. Кој е конкретно овчо, кравјо? Баш не, ама тоа што го взимаше со 2 динара оти, јас вако ми радо взимам тука. Со 2 динара повеќе ми изгледа. Било малку покачено. Веројатно се качува, сега е лето. Не си кага кој го прави, кој го произведува. Јас мислам дека затоа што е тоа 100% природно, од домашно млеко, нема додатоци тука. Квалитетот мислам дека се носи своето. Паралелно со високата цена, многу често изостанува и некогашниот квалитет, поради што Македонија кај земјите извозници на сирење е неважна. Еве зошто. Лани извозот на сирење бил само 1,8 милиони долари, што е помалку од сите земји во регионот и најмалку во историјата. За споредба, во 2008 година извозот изнесувал 4,7 милиони долари. Во однос на останатите земји, например, Грција лани извела сирење за 521, Бугарија за 101, Србија за 53, Хрватска за 35,4 и Словенија за 34,5 милиони евра. За извозот колку толку да се подобри, треба повеќе пари, повеќе овци, повеќе овчари и повеќе пред се млади луѓе. Сето тоа засега е долга приказна која тешко ќе намами некој да биде дел од нејзината неизвестност.